Изминативе денови актуелни се протести во повеќе градови на земјава. Последниот беше во Куманово. Ги прави и ги организира Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија. Барат повисоки плати секако во секторите и редовна исплата на К15. Ова се дел од нивните барања. Но повеќе што се барат и зошто токму сега се организираат овие протести, ќе ни открие председателот на КСС, господинот Благоја Раблевски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро најдов. Во најавата кажав веќе две од вашите барања. Споменав и дека последниот протест во Куманово се испратија неколку пораки главно, но ајде. Што се конкретно барате и она што може би за нас е овде поважно, зошто сега повторно некако како да оживеа активноста на КСС? Пред се не оживеа активноста повторно на КСС, туку КСС ова го прави веќе година и половина. Да, меѓутоа сега во последниве денови се излегува со мирни маршови. Не во последниве денови, значи ова е после месеци 5 дена, значи после некои 35 дена, како што ветивме претходно. Значи ја се навратам, КСС ова го прави повеќе од година и половина. Значи првите наши реакции беа во 2017 година, кога се покачи прв пат минималната плата, согласно законот за минимална плата, согласно законот за работни односи, требаше да се усогласат платите во сите дејности, по спирала или по вертикала, за да се задржи тој распон. Првиот протест беше во 2018 година на 17 јануари. Се обидовме низ некакви разговори со владата, но немаше ефект. Значи, оценивме дека е само купување време. Првиот протест беше во 5 до 12, последниот е во 12 и 10. И повторно пред нова година почнавме да организираме протести, во кои што кажавме јасно и гласно дека доколку овие протести не вредат со плод, дека ние ќе организираме и генерален штрајк. Како што знаете, под притисок на членството, затоа што нашите активности претходно застана и за локалните избори, и за референдумот, бараа да не застануваме за председателските избори, така како што ветивне на претходниот протест и ветивне низ пресконференциите и по договор со членството, еве организиравме протест и во екот на председателската кампања, за да подсетиме на нашите барања и да подсетиме дека постоиме. Повторно може да се слушнат истите барања, она што е веќе познато, но ако велите дека може би контра од сето тоа што било побарано од вас да не е во екот на, да речеме, председателската кампања, сметате ли дека може би еве со последниот протест им станавте трн во око или може би ја примија пораката тие на кои што ја упатувате? Па би сакал да е така, и би сакале да е така, дека ете сме извршиле доволно голем притисок за да можеме да седнеме и да најдеме решение околу овие горчливи наши барања. Ајде околу тие што ги нарекувате горчливи ваши барања. Значи, како што спомнав, првото барање е усогласување на платите согласно покачувањето на минималната плата. Да, во ред. Ете тие, да речеме, генерално ги знаеме. Меѓутоа, сметате дека не се исполнуваат, иако имаше некои подобрувања, зголемувања, значи, на плати? Како што кажавме и на последниот протест, дека законите во Македонија се кршат. Значи, тоа го кажуваме веќе година и пол, дека е прекршен законот за работни односи, дека е прекршен законот за минимална плата. Едностранно се прекршени колективните договори кои што велат треба да се согласат доколку има покачување на минималната плата, што е еден најбитен сегмент и за нас како синдикати и за сите работници во Македонија, таму кај што постојат, затоа што колективните договори се во рамките на законите, во рамките на еден закон. И затоа еве ние кажуваме дека не се почитуваат законите во однос на работничките права, дека работничките права се загрозени и затоа еве ние се повеќе и повеќе ги радикализираме своите делувања и можам слободно да кажам дека после изборите ќе има или еден огромен протест во
Скопје или ќе отпочнеме со генерален штрајк во јавниот сектор. Господине Благоја, секако дека таа борба за почитување на работничките права е за почит. Таа треба постојано да се одвива. Меѓутоа, во дел од тие барања има исплата на К15 во јавниот сектор, како и стоп за трансферот од јавниот во приватниот сектор. Овие барања, еве конкретно за првото во јавниот сектор, некој би рекол дека се почитува, дека се исплаќа К15 во јавниот сектор, а ова со трансферот од јавен во приватен, зошто е? Значи, пред се, ние се обративме и до владата и до сите релевантни институции во Македонија пред повеќе од една година. Јавниот правобранител во Македонија се огласи на тие наши барања и на тие наши представки и јасно направи дописи до нас и до владата дека согласно законот за дискриминација и согласно законот за јавен правобранител ние сме дискриминирани и бараме да бидеме почитувани, исто како што се почитувани работниците во приватниот сектор и да се исплаќа К15 и да покаже државата дека е најдобриот работодавач во оваа земја. Тоа е една работа, а за трансферот од јавен во приватен сектор исто сме сведоци на кажувања, значи некоординирани изјави од представници на владата, од министарот до премиер, каде што еднашка кажуваат дека ќе има трансфер од јавен во приватен сектор, еднашка кажуваат дека тоа ќе се одложи, па дека ќе има преквалификации и така натака. Да, ние имаме информација од терен, од нашите председатели на синдикални организации, дека веќе се прават списоци со таа цел, за таа цел, на 28 јули, без да бидат известени и синдикатите, значи како социјален партнер во држава, се направи измени и на Законот за работни односи и на Законот за вработените во јавниот сектор, каде што се дозволува лесно бркање од работа на тие што работат во јавниот сектор. Колку такви примери имате? Значи, немаме примери. Законот е направен без консултација, значи измени на законот без консултација на синдикатите, што е еден од главните закони, Законот за односи, тоа се направи само во делот на отпуштање од работа. Значи, сега имате отпуштање од работа заради лични или деловни причини, каде што не е објаснето како. Едноставно, личните и деловните причини можат да бидат дека вие и колешката не се согласувате и дека работодавецот може едноставно, без да сте го прекршиле работниот кодекс или без да сте прекршиле работната дисциплина, вие да бидете избркан од работа. Вториот дел, каде што беше направена измената во Законот за вработените во јавниот сектор, беше дека ќе се направи функционална анализа врз основа на докази, што е тоа страшно, докази не пишува како, значи какви. Ние иницииравме неколку средби со министерот за информатичко општество, каде што јасно му ги ставивме на маса какви се тие докази, дека треба да се направи правилник. Едноставно може да се отвори едно оделение или еден сектор, каде што нема да му се дава работа од 3 до 6 месеци, согласно функционалната анализа, тие вработени ќе бидат непотребни во таа институција. И тоа е притисокот што се прави за да се испразни јавната администрација и да се направи трансфер од јавен во приватен сектор. Неофицијално веќе се направени списоци, тоа што го добиваме ние од нашите представници во тие институции, и ние им кажавме дека оштро ќе се спротивставиме на секој обид за трансфер од јавен во приватен сектор, затоа што предложивме, како што има и не одиме подалеку, како што има и во соседството, да се замрзнат работувањето во јавниот сектор, да се направат преквалификации, да се задржат вработените, да не биде отпуштен ниту еден и по пат на пензионирање, по природен пат, тоа е 6 до 7%, јавниот сектор ќе биде далеку намален со вработени. Од работниците за кои што стоите и сте гласот нивен, колку примери има и во кои сектори се тие
отпуштања со различни причини. А од друга страна, само да се надоврзам, обвинувате, односно велите и дека постојат руднински и партиски вработувања. Да, точно дека постојат и руднински и партиски вработувања. Секој ден гледаме на медиумите и по вашиот медиум и секаде каде има пресконференции каде што се кажува дека има руднински и партиски вработувања. Значи ние веруваме на медиумите и веруваме од информациите што ги добиваме и од терен од нашите синдикални организации. Значи, немаме примери за сега, но тоа е најава која што се најавува од владата и затоа ние го превенираме тоа и кажуваме дека треба да се откаже владата од идејата за префрлање на вработените од јавен во приватен сектор, се со цел, значи со еден коректен, фер договор да се задржат вработените. Има начин, има примери. Ви кажав, не одиме подалеку, ќе бидеме во соседството, какви се тие примери и како јавната администрација се професионализирала или како се намалиле вработените во јавниот сектор. Велите нема, но неофицијално има списоци. Да. А во поглед на медиумите зборуваме за прилози на новинари кои што се издржани или зборуваме за пресконференции на кои што има обвинувања? Бидејќи и во момент кога има партиски вработувања, да, сведоци сме, тоа се случува постојано во Македонија. Низ целата историја. Сега имаше ветување дека тие кои што ако се заклучи дека биле партиски вработени и со несоодветни карактеристики за работното место ќе бидат отпуштени од работа. Такви примери имате вие? Немаме такви примери. Да, ја следиме работата на антикорупцијска, што мислиме дека е во ред и дека требаше едно такво независно тело да работи многу поодамна. Точна ви е констатацијата дека не се тие партиски вработувања од сега. Значи, во историјата на плурализмот во Македонија не имаме секогаш партиски вработувања и мислиме дека е време, како земја аспирант за зачленување во Европска Унија, дека е време да се направи една професионална јавна администрација, но не на грбот на вработените во јавниот сектор. А колку луѓе од јавната администрација досега го имаат загубено своето место? Па, по основ на политички, по основ на било какви основи, имаат многу луѓе загубено работа во јавниот сектор. Ова е шпекулација или луѓе, бидејќи јас не сум слушнал некој да излезе да каже дека биле избркани од... дека од Водовод, јавно предпријатие Водовод, дека има отпуштено преку 30 до 40 вработени. Преквалификувани или испуштени? Не, значи испуштени од работа врз основа на политичка припадност, што воопшто не е во ред, затоа што еднаш треба да се сопре со тоа дејствие. Имаме информации во многу училишта, во многу градинки, каде што работеле наставници, професори по 2, по 3, по 5 години дека се отпуштени од работа и во најразлични институции има дека има отпуштување и тоа на редовни вработени со договори на неопределено време. Зошто тогаш овие информации не се доволно познати на јавноста? Па зашто не се познати, јас не знам, затоа што ние како синдикат, уште еднаш благодарност ќе искашам до вас дека направивте една ваква емисија, дека синдикатите треба повеќе да бидат застапени во медиумите и повеќе да се преферираат овие прашања за кои што ние се бориме, за да биде јавноста запознаена што се случува и како се случува, затоа што ние како представници на вработените директно од терен и најоригинално ги пренесуваме информациите што ги има. Еве ќе ви да кажам еден прост пример. Пред вас стои председателот на Конфедерација на слободни синдикати, државен службеник, кој што е избркан од работа. Избркан од работа затоа што отпочна со протести, затоа што отпочнавме со нашите барања, да оствариме една социјална правда во државата. Значи тоа се случи ноември 2017 година, кога го најавивме првиот протест, значи на денот, кога донесовме одлука на највисокото тело на Конфедерацијата, првиот протест, кој што се одржа на 17 јануари 2018 година, значи од тие причини, значи почнаа со мене... Сметате дека е чин на реваншизам? Па не знам, оценете вие како е. Значи, почнаа со мене, продолжија со со целосното раководство на Конфедерацијата на слободни синдикати, има отпуштено уште еден
значи председател на грански синдикат, на репрезентативен грански синдикат за транспорт и врски, што мислам дека се прекршени не само законот за работни односи, дека е прекршени сите конвенции, што еве и меѓународната јавност говори дека во Македонија се кршат конвенциите и извештајот на Европската комисија говори дека човековите права се загрозени, а еден од сегментите е синдикалното делување или слободата на синдикалното делување во државата. Господин Ралповски, како стоите со односите, односно какви се односите со синдикалните организации? СОНК ви дадоа поддршка, тоа можевме да го забележиме и на последниот протест. Што е со Сојузот на синдикати? Вака, прво, СОНК е дел од Конфедерацијата на слободни синдикати, која што е составена од 10 грански синдикати, и тоа е најголемиот синдикат не само во Конфедерацијата, и во државата и поширека. Да, затоа го споменав дека беше видна поддршката и јавна. Значи, СОНК учествува во односењето на одлуките, на делувањето на Конфедерацијата, и има најголем број најголем дел од влијанието е негово. Со Сојузот на синдикати можам да кажам дека, за жалење, и мене ми е многу жал, што од нивна страна немаме разбирање за поддршка на овие процеси, зашто и како ќе треба да се обратите до нив. Ние за сите наши активности јавно ги покануваме, јавно ги известуваме, дури и значи по протоколот и меморандумот за соработка ние им испратено неколку барања до нив да одржиме заеднички состанок во која што ќе не поддржат во делот на овие барања, но за жал нивното делување е такво. Они кажуваат дека тоа можат да го решат низ социјален диалог. Видовме дека не можеме да го решиме низ социјален диалог, отпочнавме преговори, застана затоа што се купуваше време. Ние кажуваме нашето време истече, бараме овие работи, значи зголемувањето на платите да биде од 1.1.2019 година, а согласно законите имаме и порано и претходно право. Ако немаме слух од надлежните, ние кажавме дека ќе отпочнеме и судски процеси во кои што ќе бидат значи одредени функционери гонети во тие судски процеси заради кршење на законите и одредени институции. Од Живко Митревски имате разбирање? Човекот вечно беше на таа функција на Сојузот на синдикати. Во време кога имаше доста синдикални движења, имаше доста протести токму за прекршување на правата на работниците, но Живко Митревски всушност не ни излегуваше на медиумите на едно интервју да каже зашто всушност се залага. Затоа овие проблеми претпоставувам се таложат, не се од сега. Така, наталожени се проблемите. Колку тој излегува? Значи, јас сум млад синдикалец кој што на синдикалната сцена стапи во 2015 година, декември. Значи, 2016 година. Во тој период беше председател на Сојузот на синдикатите Живко Митревски и отпочнавме една соработка, отпочнавме едно заедничко делување, имавме заеднички барања кон владата напишани и доставени, заеднички одлуки беа тоа, но за жал тоа што се случи во Македонија се случи и повторно да не се случи, затоа што најголемиот противник на синдикатите се политичките кризи, затоа што тогаш никој не е релевантен или никој не е спремен да преговара со нас. А ние не сме излезени од политички кризи годинива? Така. Се случи тоа што се случи во Сојузот на синдикати на Македонија. Јас можам да кажам лично од моја гледна точка дека не сакам да се мешам во внатрешните работи на Сојузот на синдикатите. Да, бев и на Конгресот на Сојузот на синдикати која беше избран денешниот лидер, имаше целосна моја поддршка. Што се случи понатака и како се случи понатака, ќе треба да ги прашате нив, затоа што од наша страна беше подадена раката и остана тоа, значи, остана таа желба за соработка, но прекина, зашто и како, јас не знам. Ке ги прашаме веројатно да и нив, меѓутоа еве сега вие ни гостувате, затоа бараме од вас мислење. Ме интересира дали можеби еве според вас има ли крај на овој раздор што е помеѓу КСС и ССМ? Некаков начин на помирување за сето тоа да оди на крај заеднички на вистина за правата на работниците?
Можам вака да ви кажам, дека другите синдикални организации во Македонија ја препознаа нашата желба и искрената борба. Сакате да кажете добивате поголема поддршка? Да, се поголема и поголема поддршка добиваме и се надевам, значи неофицијално е, веќе кажам официјално тука, дека добиваме поддршка и од одредени грански синдикати кои што се при Сојузот на синдикати на Македонија. Кои се тие како? Значи сега нема да кажеме. Се надевам дека во иднина ќе се средат состојбите и дека сите синдикални организации ќе настапуваат заедно, се со цел на исполнување, зачувување на работничките права и унапредување на работничките права, што е еден основен сегмент на синдикалното делување. За бидејќи сме при крајот, јас моето последно прашање само овој генерален штрајк кој што го најавувате, како би се одвивал тој генерален штрајк? И што ќе значи? Да, тоа сакав да прашам и јас. Значи вак, притисокот од нашето членство е се поголем и поголем. Значи нашето Кон кого? Пристапиме кон генерален штрајк. Кон вас? Да, значи ние имаме притисок од нашето членство, одлуките ги носиме на органи. Имаме закажано следната недела највисокиот орган на Конфедерацијата на слободни синдикати, тоа е конференција, која што сите грански синдикати ќе го кажат своето мислење, треба да се направат анализи дополнителни, ќе видиме дали ќе имаме понуда некоја од владата, од надлежните за преговори, за договори, дали ќе има слух за нашите барања и врз основа на сите тие сегменти Конфедерацијата ќе донесе одлука дали ќе направи еден голем, централен, протестен собир во Скопје пред владата на Република Македонија или ќе биде тоа стапување во генерален штрајк, но и да биде голем централен собир. 99% веќе е јасно дека вработените во јавниот сектор немаат време за чекање и тие самите посакуваат да влезат во генерален штрајк, се со цел да се подобри нивниот социјален. Генералниот штрајк, што би се случувало? Значи генерален штрајк ќе застанат сите институции кои што ќе влезат во тој генерален штрајк и нема да работат, ќе се стави клуч на врата. Значи согласно законите кои што пропишуваат како се одвива штрајк. Наместо нашите заклучни поенти имаме гледач на линија за крај на овој разговор, да му отстапиме простор. Добар ден, повелате доколку се слушаме. Добар ден. Да, повелате, во програма сте. Едно прашање за гостината. Повелете. Би сакал да го прашам гостината, дали во минатиот период, во времето на претходната власт, има барање за зголемување на платите и исплата на К15? Ви благодариме за прашањето и за концизноста. Повелате, господин Раповски. Да, ја кажав. Значи, дојден сум 2015 декември месец, кажав дека имавме заеднички одлуки, заеднички барања заедно со раководството на ССМ до владата. Се случи тоа што се случи и промени во Сојузот на синдикати. Сега ние со тие барања продолжуваме и ја кажувам дека и тогаш сме барале и сега бараме истото што ни е членови на Конфедерацијата на слободни синдикати. Да, тука е крајот. Тука е крајот, да. Господине Раповски, ви благодариме што одвоивте време да гостувате. Чаловски, ние се одјавуваме. Ние се одјавуваме, така е. Останете со 1 ТВ, следува забавниот дел, возење со Вучич, ексклузив и Сергеј Варошлија, а потоа се дружите со Сашо Ордановски и темите кои што тој ќе ги работи со своите гости.